Добре, дојдовте назад во фаза. Тука денес со нас имаме еден наш поранечен ученик и основач на M3DS Академијата. Тука со нас е Стефан Митров. Како сте? Ви благодарам за поканата и било ми што сум тука. Како беше како ученик ти? Прекрасно, искрено, една од најдобрите одлуки во мојот живот што имав направено е да дојдам во Михаил Пупин и да изучувам тука, бидејќи денеска сум на оваа позиција само поради школата. Аха. А кој смер го изучуваше кога учеше? Автоматика. Од тогаш, колку е образованието сменето денес? Па, релативно образованието иде многу понапред, со тоа што на некој начин генерациите нови го дефинираат како би се водело, да кажем во рамки на светски, пак дали се во други земји, зашто ние сме академија каде што предаваме на студенти од 104 земји. Генерално младите го дефинираат како би било процесот на одвивање и затоа да институциите треба веќе да почнат да се адаптираат според младите. Кој професор од кај нас ви оставил најголем впечаток? Скоро сите. 90% професорите биле тие што сум ја денеска, затоа да они не на некој начин ја ги нарекувам мајки и татковци, зашто највише со нив сме седеле во клупа и не израснале, затоа да 90% од нив дефинитивно да кажам дека имале тотален импакт на нас. Кој беше твоето прво работно искуство? Како сте почнале да заработувате? Па генерално беше од струката што завршив, со тоа што правевме лемини плочки каде што ги автоматизиравме. Генерално тоа беше една од најубавите работи каде што нешто практично изработувавме и ги создававме и ги имавме можност да ги пласираме на пазарот. Со тоа што исто така школото ни даде можност да бидеме во мултимедија, каде што ги имав освоено 4 награди за краткометражен филм од школото и за школото. Имате се уште тука наградите и едно нешто што денеска дојдов е носталгија да видам ходниците низ каде што израснав и можам кажам дека дефинитивно заради академијата зашто сум тука бидејќи ме дала можноста да пробам исто така за мултимедија и да можам да покажам нешто што беа моите квалитети надвор од електрониката. Се сеќаваш ли на првиот момент кога се заинтересира за компјутер, што било, дали некој дизајн, видеоигри или нешто трето? Генерално сакав да дојдов во Михаил Пупин заради тоа, заради специфично за електроника. Имав некоја желба за компјутер или за мултимедија, тука чисто дојдов зашто беше попрактично школа за разлика од останатите. И како што се одвиваше процесот низ годините, дознав многу за компјутерска, како компјутерите работат, автоматиката, информатиката, електрониката, со тоа што понатака почна ми се раѓа желба, но беше најбитно нешто од се што пробав многу работи и тоа ми дозволи да се пронедам себе си многу подобро во тоа што сакам и тоа што не ќам, али генерално имам база во многу повеќе работи, со тоа што ми помогнало многу отпосле, иако например бевме во индустрија за 3D печатање, не само за 3D дизајн, и таму исто така имавме можност да имплементираме дел од тие работи и на некој начин полека се вклопи таа целокупна приказна да се изгради на повисоко ниво. Кога дозна дека ќе тргнеш ти по тој пат 3D? Прво беше кога бевме на еден едукативен прерувачки настан за изработка на филмови веб страни, со тоа што требаше да снимеме реклама за нашата школа, како вие што правите сега. И генерално таму добивме последно место и тоа беше мотивација да продолжам да работам на тоа, со тоа што тогаш немавме изгубено ни еднаш како само прво место. Затоа тоа би било првиот чекор што не доведе до тоа. Тоа е одлично. Која вештина што си ја научил во твоето средно образование ја користиш до ден денес? Би рекол снаодливост. Е едно нешто што е тајната на успехот, каде што ќе те стави во простор каде што мораш да импровизираш и да се снајдеш. Затоа снаодливоста и импровизацијата е една од одличните работи. Колку е исплатливо некој денешен ученик да продолжи по 3D патот, нели, бидејќи нашата школа од септември ќе нуди мултимедиски смер? Колку мислите дека вие тоа ќе му олесни на некој ученик да си најде професија во иднина? Генерално кај нас тек се повеќе се разбива 3D индустријата со тоа што на интернационално ниво се поголем замав зима со тоа што дизајнот специфично ние што го работиме за обуките за дизајнот на игри, како што ќе се изучува и тука 3D моделирање. Секоја година е се поголем да кажам буџетот каде што се изработуваат и се купуваат игри
и е поголем тотално комбинирано заедно со филмската и музичката индустрија. Затоа гейминг индустријата е дефинитивно на голем раст и со тоа што чим има голем раст има уште поголема поварувачка во годините што ќе дадат. А дали мислите дека вештачката интелигенција би некако загрозила кон таа област? Вештачката интелигенција само би ги отргнала луѓето што не се заинтересирани за тоа и се таму што не сакаат да бидат. И со тоа што тие луѓе ќе треба да се променат во нешто што сакаат, бидејќи вештачката интелигенција нема да прости на луѓето што него, како што реков, него сакаат и не се специализирани, затоа да гледајте алатката, таа ќе да речем како алатка, како порано што многу едноставно еден пријател од Dreambox рече порано луѓето ги копале нивите со лопата, сега со трактор, е сосема исто затоа што само ќе се убрза процесот на изработка на игри на филмови. Од каде дојде идејата за академијата? Што нуди на студентите? Генерално најбитно се е едукативниот модел што го дизајниравме, со тоа што тоа не направи најдобра академија во светот, во главно најдобра школа за 3D изработка на игри на филмови во Америка, е тоа што им дававме можност на сите студенти индивидуално да учат според своето темпо, бидејќи секој различно изучува, некој учи побрзо, некој поспоро. Тоа што нашиот едукативен систем ни дозволи да станеме таква школа, не само што ги имаме експертите што изучуваат и предаваат од кај нас од DreamWorks, Pixar, The Last of Us и исто така нашите студенти што работат на Call of Duty и на сите Disney и Marvel филмови, е само поради системот каде што им дозволивме на нашите студенти да изучуваат индивидуално според нивното темпо. А колку тие студенти ги имаше на почетокот? Одлично прашање, бидејќи започнавме со 5 студенти, со тоа што беше растот полека да се пробиваме на пазарот, со тоа што бевме нова академија. Исто така имавме работено на интернационални проекти каде што се здобив со многу огромно искуство и ми дозволи да можам да го пренесам тоа знаење, бидејќи 3D индустријата кај нас беше сосема на многу ниско ниво од едукативен аспект и затоа сакав да допринесам каде што би била интернационална школа и меѓународно признано како што сме денеска. Но генерално би почнавме со 5 студенти, а сега имаме активни најмалку 400, со тоа што секоја година се имаме повеќе. А што ја прави вашата академија поразлично од другите? Со тоа што нудиме таа можност каде што секој индивидуално може да изучува и можеме да го специализираме во деноста студентот што сака, со тоа што ќе му дозволи да биде поуникатен и да може да биде поквалификуван за интернационален пазар. А по завршување, каде обично работат учениците? На сите филмови игри што ги гледат и играт. Затоа немаме некој лимит каде што, како што напоменав, од Disney, сите филмови, Marvel, сите филмови. Најшто мене лично и успех е што нашите студенти работеле на Call of Duty, тоа што било нашиот животна желба. Стварно е многу јако. Да. Што е потребно за еден ученик да се запише во вашата академија? Најбитно потребно е да има мотивацијата и желбата, зашто еднаш кога ја започнеш со академијата нема назад. И тоа е нешто најбитно што секој студент кога би се запишал кај нас би било најбоље да го знае, исто така го напоменуваме во процесот на апликација. Зашто желбата и мотивацијата е едно од најбитните работи, бидејќи на почетокот е многу тешко, бидејќи кога ги совладуваш програмите и кога ги изучуваш некои нови процеси е тотално би кажал една од најтешките работи што некој може да ги направи, со тоа што кога ќе тргне тркалото ќе почне да се тркала многу полесно и полесно и затоа да само тоа би било единствениот услов за некој да успее во индустријата, не само се запише, зашто генерално секаде може секој да се запише, али најбитно нешто од секој едукативна институција како и ние што сме, најбитно нешто е да го специализираме студентот и да му нудиме можности да може да се вработи надвор и да му помогнеме во процесот на вработување. Бидејќи студентите се нашето портфолио и кога некој ќе работи на тие, како што ги напоменав, големи проекти, тоа е на некој начин нешто што е нашиот маркетинг за да се запишат интеграции. А со кои алатки работите вие таму? Генерално се индустри стандард, индустриските алатки каде што се користат целовремено во секој, да кажеме, во филмската или во гейминг индустријата, со тоа што толку се заменат тие ние автоматски ги ја обновуваме програмата, тоа што моментално работиме на Maya, ZBrush, Substance Painter и Unreal Engine, тоа што се најактуелните софтвери,
но генерално софтверите се само алатка и ние генерално ги гледаме нив само за да може студентот да изработи својата креација, со тоа што ќе го изработи своето портфолио и би можело да работи на тие гигантски проекти. Затоа да на тој начин на секоја неделна база или месечна база се обновува студиската програма, со тоа што исто така ова е добар совет за секоја едукативна институција. Што мислите за младите и иселувањето од државата? Генерално само се доведува до момент каде што немаат можности да се пронедат доволно себе си, со тоа што бегањето од државата е само поради тој аспект, со тоа што сакаат да пробаат нови работи и нешто што го нема тука, и затоа доколку се донесат работи каде што би имало можност студентите да се пронедат, би останале да се едуцираат и би ги донеле на овие пазари, како што исто така и јас немав можност да се доспециализирам тука, се специализирав тука во странство. Исто така го донесов тоа специализирање знаење тука на овие простори, зашто нашите едукативни настани имаат поминато над 8000 лица од Македонија, со тоа што се сертифицирани меѓународно. И исто така најбитно нешто се или се пронашли во индустријата или не. Еднакво се добри, бидејќи или ќе сакаш тоа да го работиш или нема да сакаш тоа да го работиш. Еве малку за тебе повеќе. Какво хоби имаш? Како се релаксираш после некој напорен работен ден? Па порано со велосипедизам, а сега моментално со борење, бразилско џиу-џитсу и ММА. Како обстана таа ваша љубов за борење? Па уште во школските денови започнав да тренирам, со тоа што имав правено неколку паузи, тоа што нешто најбитно се во тој, да кажеме, таа спортска активност, во тој еден час немате никакви проблеми, само сте таму фокусирани со тоа што тоа релаксира нешто да сте надвор од вашиот свет и на некој начин исто така и со точакот каде што со неколку часа ќе возите, едноставно се вашите проблеми исчезнуваат за момент. Дали тие боречки вештини ви помогнале во вашата моментална работа? Па не би рекол, али дефинитивно покрај токавен стрес, бидејќи најчесто почетоците се најстресни кога имате основана компанија, и затоа би рекол од аспект на стимул на стрес дефинитивно било дел од процесот да можам да психички да се стабилизирам и исто така да се зацврстам, затоа да дел од спортовите, да кажем како бразилско џиу-џитсу и велосипедизам имало огромен, да кажем, успех во тие спортови, за да можам исто така и таму да се насочам, зашто доста и навлегов и во борењето веќе преку 10-15 години, али затоа во кој било аспект да влезам, би сакал да се специализирам и да бидам најдобар во тоа, таков медул. Би сакал ли да споделиш некој ваш успех од тоа бразилско џиу-џитсу ММА? Тоа бразилското џиу-џитсу балкански и источноевропски шампион, али целокупни, кажам, тој успех се води според нашиот тим, да кажам што сум тренирал со тие луѓе, а исто така дека сум тимски човек, повише го гледам како друштвото поминато и израснато, да кажем, на квалитетен начин, каде што сме можеле на странски надпревари да ги земеме сите, да кажеме, медали, и со така пехари, затоа да тој дел од процесот било мотивирачко, да кажеме, и од национална вредност. На која возраст мислиш дека е најдобро децата да започнат со таков некој спорт? Со кое било хоби да се започне, без разлика дали е спорт или едукативно, е најбитно нешто се да се пронајдат најбрзо што може да пробат работи во најбрз можен рок, да кажеме, доколку имате фокус од 16 години и желба или порано, за да може да почнете дали е спорт, и кога се пронајдете во нешто што стварно го сакате, би се насочиле на тоа. Дали е спорт, дали е како мене што беше во мултимедија од 16 години пробав и тотално уживав во него, али тотално завршив во некоја друга сфера каде што основав академија за 3D. Надвор од школото било, но школото било поттик и ми дало можност да се насочам натаму. Според вас, кој е најдобриот боречки спорт за младите? Борбата со себе си. Борбата со себе си е една од најдобрите, да кажеме, боречки вештини, али генерално секој спорт што би го избрале ќе биде сосема доволно за да може да
исто така да потекне некои нови работи да се прават. А кој е клучниот фактор, би рекле, за вашиот успех? За ова прашање морам да размислам. И генерално е комбинации од работи каде што биле сите професори, започнувајќи од основното училиште, каде што имавме професор по ОТП Јане, каде што ме насочи да дојдам во оваа школа, со тоа што од моето пранешна школа Дим Хаџидимов сум единствен студент од мојата генерација тука запишан. И тоа нешто беше како чудна работа за мене, бидејќи никој немав видено од моето школо како соученик. И генерално секој професор што имал, да кажеме, вложил во мене, без разлика дури во мултимедија по македонски, на што мојата професорка Маја Миневска и вложила во мене само надвор незиниот домен, али пак да кажам, секој професор знае точно кој имал влијание врз мене и единствен успех што сум го имал во мојот живот поради школото, според тие татко и мајка, татковци и мајки што не биле тука и сите луѓе што не биле во процесот да стигнеме до тука, зашто сами не може да стигнете. Затоа да има една книга, се вика Never Eat Alone, не јадете никогаш сам, затоа да мора да бидете со некој. Како би го опишал твојот животен стил или филозофија? Авантуристички. Ви благодарам денес што бевте со нас на нашиот подкаст. Се надевам дека ви се свиѓаше денешната епизода и се гледаме следно.